Ги следите регионалните вести. Работен состанок во врска со твининг проект за вработување денес се одржа во Центарот за вработување во Тетово. Твининг проект за вработување кој наредниот период треба да се реализира во Тетовскиот регион беше поводот за денешниот работен состанок во Центарот за вработување во Тетово. Агенцијата за вработување, Центарот за вработување Тетово денеска организира еден состанок со стручните лица од Твининг проектот. Фактички тука ни се 3 представници од Твининг проектот за пред договори и разговори на состанокот за одвивање и начин на одвивање на самиот процес, односно самиот тренинг процес, самото обучување на лицата кои што се задолжени да учествуваат во тој проект. Се работи за проект од нашата анализа на пазарот на трудот. Имаме утврдено, бидејќи се работи за анализа на пазар на труд, што ја работиме секоја година, некаде од ноември до декември за претходната година, и за начините и побарувањето од страна на работодавачите, кои што каква квалификациона структура побаруваат, а знаеме и од нашата евиденција дека на пазарот на труд, на слободниот пазар на труд, во моментот немаме кадар од тип на заварувачи, разни типови на заварувачи, машин бравари, и затоа побаравме преку овој проект. Веќе сме во крајна фаза на одобрување и на подпишување на договори, и врз основа на тоа ќе обучиме некаде околу 20 на лица од таквите струки, тоа е занимања или со одредени предзнаење од таа област, така да сите тие лица ќе се здобијат со одредени сертификати, со кои што сертификати понатаму ќе можат да влезат во работен однос, односно веќе имаме побарувања, бидејќи веќе знаете дека во наредниот период активно работиме на отварање на слободната економска зона и веќе имаме одредени побарувања од 3 фирми за вакви типови на заварувачи. Ich bin heute hier in Tetovo im Rahmen eines Twinning-Projektes, was von der Europäischen Union gefördert wird. Денеска сум во Тетово во рамки на еден проект кој што е финансиран од Европската унија. Идејата на овој проект е земјите членки на Европската унија да бидат партнери на земјите кои што сакаат да станат членки на Европската унија и им даваат соодветна поддршка во тој контекст. Во овој проект се вклучени земји Литванија, Германија и Македонија. Главна идеја на овој твининг проект е како да им се даде поддршка и како да им се даде поактивна улога на регионите за спроведување на активни мерки за вработување. На овој начин сакаме да се обидеме со обуки и со вклучување на социјалните партнери да постигнеме повисока соработка, отколку тоа да биде изведено само на централизирано ниво. За оваа идеја се предвидени во рамки на твининг проектот вкупен износ од 40.000 евра, по 10.000 евра во секој од избраните региони Тетово, Скопје, Куманово и Битола. До сега имаме навистина многу успешна соработка со социјалните партнери и со администрацијата. Исто така сме убедени дека навистина успешно ќе ги спроведеме овие мерки. Во овој регион се покажа дека постои потреба од професии за кои што постои потреба на пазарот на трудот, а тоа се заварувачи. Твининг проектот за вработување ќе се реализира во уште 3 региони во државата. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Доајенот на македонското новинарство и хроничар гостиварецот Киро Кипровски беше единствениот новинар кој го доби специјалното одличие претеча на неодамнешната прослава на 20 годишниот јубилеј од возобновувањето на монашкото братство на Бигорскиот манастир. Кипровски во интервју за телевизија КИС зборува за својот новинарски труд и ангажман, врзани со афирмација на Свети Јован Бигорски. Во рамките на обележувањето на 20 годишнината од возобновувањето на монашкото братство во древното македонско светилиште Свети Јован
Бигорски се изврши осветување на горниот палат, да споменеме кој што на последниот ден од септември во 2009 година изгорел темел, и осветување на источниот палат, нов палат кој што ги поврзува долниот со горниот палат и се доби една целина, и сега Бигорскиот манастир наликува на светогорските манастири. Во рамките на ово одбележување и празнување, монашкото братство на Бигорскиот манастир и Демарско-Кичевската епархија, во чии рамки делува манастир, на заслужни поединци им доделија црковни одличија, наречени претеча. Украдени се камери со кои во Националниот парк Маврово се следело дали се движи балканскиот рис. Кратци украле 2 камери кои се поставени во Националниот парк Маврово, а со кои Македонското еколошко друштво следеле дали таму поминува реткото животно рис. Камерите биле поставени во близина на манастирот Свети Јован Бигорски, ставени во метални кутии и обезбедени со катинари. Од Македонското еколошко друштво вела дека кражбата ги оштетила за 30.000 денари, но многу поголема е штетата што се прави врз програмата за закрепнување на балканскиот рис. Како што соопшти од Македонското еколошко друштво, од 12 март се следи преку камери дали има движење на некој рис низ Националниот парк Маврово. Сега со кражбата на камерите ни се ускратува можноста да провериме дали во последните 7 дена поминал рис на подрачјето каде имавме видеонадзор околу манастирот Бигорски, информираше Диме Меловски од Македонското еколошко друштво. Инаку од 2006 година друштвото спроведува 3 фази на проектот, што е насочен кон зачувување на рисот. Сега е во тек 3-та фаза која предвидува мониторинг на состојбата преку видеокамери. Ние се соочивме и претходно со постапки кои го загрозуваат проектот. 3 риса ги следевме како живее со тоа што им ставивме GPS околу вратници. Едниот рис Марко беше убиен од криволовец. Сега го следиме само рисот Мартин, додека пак рисот Ристе не може да се лоцира најверојатно поради истрошена батерија на GPS-от или друг проблем, вели Меловски. Дел од проектните активности на Македонското еколошко друштво е да се подигне јавната свест кај локалното население и релевантните засегнати страни, ловџи и ловочувари, како и нивна обука, се со цел да се заштити загрозениот балкански рис. Од 26 контролирани возачи во Тетово 5 не користеле сигурносен појас, а 3 зборувале на мобилен телефон додека возеле. Во вчерашната акција на полицијата во Тетово, тие ќе добијат само опомена. 1/5 од возачите не користеле сигурносен појас, односно од 26 контролирани возачи во Тетово, 5 не користеле сигурносен појас, додека пак 3 зборувале на мобилен телефон додека возеле. Како што соопшти СВР Тетово на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово, вчера биле спроведени сообраќајни акциски контроли, во рамки на кој посебен акцент бил ставен на законската обврска на возачите за задолжително користење сигурносен појас, но и на обврската да не употребуваат мобилни телефони додека возат. Во тетовската акција вкупно контролирани биле 26 возила, при што се констатирани 8 прекршоци. 5 возачи не користеле ваков појас, а 3 зборувале на мобилен телефон. Сите се само опоменати и не им се изготвени поднесоци со напомена дека глобата за појас изнесува 45 евра, додека за мобилен телефон глобата е 20 евра во денарска противредност. Во Гостивар пак вкупно контролирани биле 30 возила. Еден од возачите управувал без дозвола, а во едно возило утврден е претовар. 2 прекршоци соодветно се санкционирани. Од секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелираат до граѓаните да не седнуваат зад волан без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа, меѓутоа и без исклучок да го користат сигурносниот појас, со што ќе придонесат за сопствена лична безбедност. Покрај тоа им се советува да избегнуваат зборување на мобилен телефон и да не ја доведуваат во прашање својата и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Започнуваат подготовките на општинските власти за спроведување на зонско паркиралиште во Тетово. Во општина Тетово ќе започне да функционира зонско паркирање. Активностите за спроведување на истото започнуваат утре со почеток во 4 часот наутро, кога на еден дел од булеварот Илирија ќе се обележуваат местата за паркинг со бела боја. Во соопштение, општинските власти информираат дека обележувањето на местата утре ќе биде од кружниот тек на булеварот Илирија, па се до кружниот тек на улицата Благоја Тоска, со што претходно ќе се изврши целосно миење на булеварот.
Општина Тетово во рамки на интензивните напори за спроведување на зонското паркирање во градот и во следните денови ќе се врши забележување на местата на зонско паркирање во зона А и Б, така што се бара од сите граѓани да соработуваат и да бидат одговорни, придонесувајќи во што побрза реализација на овој голем и битен проект за општина Тетово. Со спроведување на овој проект се очекува да се среди сообраќајниот метеж во градот и со тоа да се придонесе за зачувување на животната средина, подобрување на сообраќајниот тек, употреба на алтернативен транспорт, подобрување на условите за движење на возилата на итните служби, како и поголема безбедност во сообраќајот. Социјалдемократскиот сојуз објави нови аудиоснимки за кои се тврди дека се преслушувани разговори. Лидерот на СДСМ Зоран Заев на денешната пресконференција објави разговори за кои посочи дека се однесуваат на бизнис релациите на двете коалициони партии на власта ВМРО, ДПМН и ДУИ. Првите два разговори за денес се помеѓу Муса Џафери и Сашо Мијалков. Џафери и Мијалков, според овој разговор, биле задолжени од груевски ахмети да решаваат голем дел од меѓукоалицијските проблеми. Но се решавале и други проблеми. За лица блиски до ДУИ, Мијалков обезбедувал враќање вредна за плената стока. Тодоров ја информира Јакуловска за незаконски набавки во Министерството за здравство. За нереални исплати на пари, подпишани од Бујар Османи, поранешен министер за здравство од коалицијската ДУИ. Ке слушнете признанија од Тодоров дека за реконструкцијата на болницата во Охрид Бујар Османи Бадијала потрошил дури 400.000 евра. Ме прашуваше тој човекот, компјутериве се уште во Скопје. И тој е во Скопје. Ме прашува сега, види, да ги чека да ги зема, и ги дава... Зборев јас со нив. Ми кажа вака, поради некоја наредба ова она и поради тоа што со наредба треба да се направи некоја копија, вика дека утре са вале 9-10 да дојдат да си ги земат. Ама се извинувам, нема да ти свртам телефон, пошто и тој ми досади. Не, јас зборев пред саат време и тоа ми рекоа, пошто мене Абдулаки ми се јави. Абдулаки ми се јави пред саат време, оно што ми пушти порака, прво ми се јави па ми пушти порака, пошто он ми се јави, ја проверив, се јави таму, викам што е вода, да вика све уредо, дојде луѓето, си отидоа, се договоривме. Тука ситуацијата е многу по-комплицирана. Значи има анекси што се правени и се набивани цени. Например, сјалица од 20.000 денари, стајана е 70.000 денари и плюс наместо 10 стајани се 20 или 30. И количина и цена е зголемена. Да. Што ја ти кажам? Страшно. Плюс договарани се со овие, како се викаат, изведувачите, и надзорот, не правеле надзор на фактурите, не правеле проверка на времени ситуации, ништо, што доставиле, тоа исплатиле овие тука кај нас. И тоа е сега, ја пустив ревизија све, и овие моје гледаат, говори, прво се платени работи, што не се уште изведени. Што не се завршени, фактички немаш ти... А јас сум платил. На денешната координативна средба на председателот на Собранието со подпредседателите и координаторите на пратеничките групи била донесена одлука Собранието да формира анкетна комисија за утврдување на аспектите и наводите поврзани со случајот со прислушкуваните разговори. Кабинетот на председателот на Собранието Трајко Велјановски соопшти дека анкетната комисија ќе биде формирана во оној момент кога пратениците од опозицијата ќе се вратат во парламентот. Со анкетната комисија ќе преседава пратеник од опозицијата. Гордана Јанкуловска и Милијана Киевски не се повеќе министри во владата на Никола Груевски. Председателот на Собранието согласно деловникот ги констатираше оставките на Јанкуловска и Јанакиевски и констатираше дека им е престаната функцијата. Синоќа оставка поднесе и директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков. Тие во образложението за нивните оставки наведуваат дека се заменуваат поради длабоката политичка криза во земјата и објавените прислушкувани разговори од страна на опозицијата.
Премиерот Груевски за нов министер за внатрешни работи го предложи Митко Чавков, сегашен директор на Бирото за јавна безбедност, а за нов министер за сообраќај Владо Мисајловски, директор на јавното предпријатие за патишта. Собранието на Република Македонија ги изгласа Митко Чавков и Владо Мисајловски за нови министри во владата на Република Македонија. Чавков е нов министер за внатрешни работи, додека Мисајловски ќе застане на чело на Министерството за транспорт и врски. Партијата за демократски просперитет се огласи по вчерашните оставки на неколку владини функционери. Партијата за демократски просперитет преку писмено соопштение ги поздравува одлуките за оставки на министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски и директорот на УБК Сашо Мијалков, иако, како што се наведува во соопштението, тие оставки се со големо задоцнување. Од партијата овој чин го сметат како придонеси вовед во разрешување на долгата политичка криза, која многу негативно се одразува во економскиот, социјалниот и политичкиот живот во Македонија. ПДВ преку писменото соопштение го повикува и министерот Абдилаки Мадеми поради вистинскиот хаос што го креираше сите овие месеци во областа на образованието, веднаш да даде оставка. Првата политичка партија на албанците во Македонија преку соопштението ги повикува и другите функционери на ДУИ кои се инволвирани во економски криминал и корупцијски скандали да го следат патот на нивните колеги од истата влада. Од партијата информира дека една преодна коалицијска влада со министер професионалец во МВР би била почеток на разрешување на кризата, чиј епилог би бил одржување на вонредни парламентарни избори во вистинска фер и демократска атмосфера. И движењето за реформи на ДП се произнесе во врска со оставките на владините функционери. Премиерот Груевски ги принуди на оставки министрите Јанакиевски и Јанкуловска и директорот на УБК Мијалков со цел да се прикрие себе си и да се обиде да се спаси од кризата во која се наоѓа тој и неговата влада. Исто така, со овие оставки се обидува да ги дефокусира вниманието на јавноста во обид да се замагли Кумановскиот случај, но ова нема да му помогне, затоа што со овие оставки нема да се затвори поглавието за Куманово и криминалното менаџирање на неговото 9-годишно владење, каде главниот одговорен е тој и неговата влада. Со ова тој сака да купи време, реконструирајќи нова влада со која сака да ги прекрие трагрите. Затоа поединечни оставки не се доволни, туку оставка на целокупната влада како начин за излез од кризата. Извршното тело на Европската Унија предложи преземање на околу 20.000 бегалци во наредните 2 години и нивно распоредување низ Европа. Но Европската комисија на Британија, Ирска и Данска им дозволи да не прифаќаат бегалци. Италија и други европски земји побараа помош од Европската Унија за да се справат со приливот на мигранти од Северна Африка со цел да стигнат во Европа преку Медитеранот. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер напиша на Твитер дека ниту една земја не треба да биде оставена сама да се справува со големиот миграцијски притисок. Во напад врз автобус кој превезувал шиитски муслимани загинале најмалку 41 лице, а голем број се повредени во пакистанскиот главен град Карачи. Според соопштението на полицијата и представници на шиитската заедница, 25 мажи и 16 жени го загубиле животот во овој напад, кој го извршиле вооружени лица во квартот Сафора Гот. За време на нападот во автобусот се наоѓале околу 60 патници. Напаѓачите пристигнале со 3 моторцикли кои отвориле оган откако автобусот запрел, изјави висок функционер на локалната полиција Најеб Ахмед Кан. Шефот на полицијата во покрајината Синд Гулам Хајдер Џамали истакна дека напаѓачите биле вооружени со 9 милиметарски пиштоли. Бројот на жртвите во вчерашниот силен земјотрес во Непал веќе достигна над 80, а повредени се повеќе од 2000 луѓе, соопштија непалските власти. Во потресот со интензитет од 7,4 степени загинаа 65 лица во Непал и 17 во соседна Индија, повеќето во државата Бихар која се граничи со Непал. Најзагрозени области се Долаха и Синдупалчоу кои се наоѓаат североисточно од главниот град Кантманду.
Во Синдупалчоу голем број населени места беа разурнати до темел уште од претходниот катастрофален земјотрес на 25 април. Многу луѓе поминаа ноќта под отворено небо, стравувајќи од нови потреси. Вчерашниот земјотрес предизвикал лизгање на земјиштето во 6 области, поради што се очекува билансот на жртви да биде поголем. Во последното деноноќие во Непал се регистрирани уште 29 вторични потреси, кои не биле толку силни, тврдат индиски сеизмолози. Патнички воз со 238 патници излета од шините северно од Филаделфија, при што загинале најмалку 5 лица, додека десеттина други биле ранети, од кои 6 мина во критична состојба, соопштија локалните власти. Возот се обраќал од Вашингтон до Њу Јорк. Телевизијата CNN цитира представник на FBI, кој рекол дека немало индиции дека станува збор за терористички акт. Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност. Дуваше слаб ветер од променлив правец. Утринските температури се движеа од 7 до 15, а дневните од 18 до 26 степени. УВ индексот изнесуваше 7. Времето утре ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Ќе дува умерен, а во западните делови повремено засилен југозападен ветер. Утринската температура ќе се движи од 8 до 15, а дневната од 17 до 28 степени. УВ индексот ќе изнесува 7.